Околу 30% од болните со хронична милоична леукемија се оставени да умрат бидејќи не можат да ги примат неопходните лекови. Станува збор за околу 40 пациенти на кои не им делува лекот од позитивната листа. Државата не им овозможува терапија, што е втора или трета опција. Не само што не мрднавме напред сите овие години, туку се вративме назад, вели Пепо Леви во емисијата Процес, која ќе гледате во недела после 16 часот на Нова. Милејана Киевски, Емил Димитриев и Даниела Рангелова денеска се појавија во специјалното јавно обвинителство, сите како осомничени во случајот Талир за перење пари и нелегално финансирање на ВМРО ДПМН. Екс-министерот за транспорт и врски Јана Киевски обвини дека СЈО го гони за подпис. Побара Јанева да отвори истрага и за СДСМ. Тереза Меј ќе остане премиерка на Велика Британија и лидер на конзервативната партија и покрај бројните побици повеќето од незината партија да се повлече. Меј ќе ја добие поддршката од северноирските унионисти и со тесно мнозинство ќе ја формира новата влада. Во првиот говор по изборите таа рече дека незината влада ќе ја води Британија низ тешките времиња.